Добро вечер на сите. Многу ми е драго што прво за честа и за можноста што ми ја дава Бренстер као можност да споделам со вас знаење еден аспект од маркетингот и од дигиталниот маркетинг генерално, кој што е можеби најопштиот и реално ја презентира целата слика за одреден бренд. Навистина, мислам, одличен аспект, кажам дека многу благородна работа со поделувањето знаење. Јас имам досегашно, како што спомна, искуство од 16 години, така што тие работи кои што сум ги собрал попат, ќе ги споделам со вас делумно денеска во ова воведно предавање, кое што понатаму, доколку покажете интерес и се пронајдете во тоа што го зборуваме, ќе продолжи на предавањата кои што се дел од Дигитален маркетинг академија на Бренстер и воедно мојот модул кој што е контент копирайтинг. Фала уште еднаш. Многу ми е драго што сте во голем број. Многу луѓе пиша и луѓе гледам тука и што ги знам и што не ги знам. Навистина е голема чест и задоволство. Без многу да одолжувам понатаму, предавањето ќе го започнам со едно од најопшто прашање, односно колку сте свесни дека живееме во ера на брендови. Дека се она што не обкружува околу нас е еден начин на брендирање, односно се околу нас тоа што ни се сервира и што не обкружува се производи, сервиси, услуги и така натаму, кои што имаат своја приказна. Значи денеска на ова предавање ќе се осврнеме најмногу на тоа колку е битно еден бренд да има своја приказна. Односно, беа споделени со вас, беше споделени текот на предавањето, ќе имаме воведен дел во кој што ќе зборуваме за тоа што значи бренд, што значи бренд приказна, колку е таа важна за еден бренд. Ќе влеземе во елементите на бренд приказната, на бренд приказните кои што треба да ги создавате во иднина и ќе ги потенцираме тие основни елементи кои се најбитни за вие да можете самите да создадете своја успешна приказна, односно успешен бренд. Она што го насав уште на почетокот е дека брендовите се насекаде околу нас. Тие се во една многу силна трка за тоа како да ни се доближат, нели? Бидејќи тие сакаат примарно да ни се доближат, да ги споделат со нас нивните вредности, за ние да се препознаеме во нивната филозофија и преку таа емотивна конекција што ќе се обидат да ја направат со нас, да се обидат да ни го подобрат животот. Ова накратко е суштината на тоа што е намерата на секој бренд. Брендовите имаат многу, колку брендови толку приказни. Нели? Сите оние брендови што ги гледате околу нас имаат тенденција, имаат за цел да створат кај нас желба. Така, ако ние гледаме нешто, ние сакаме да го имаме тоа нешто. Ако нештото ни е прикажано доволно атрактивно, ние ќе сакаме да го поседуваме тоа нешто, да го користиме тоа нешто. Така, брендовите од своја страна сакаат да не убедат дека нивниот производ, односно нивната услуга е најдобрата од сите тие што ви се нудат на пазарот. Разликите помеѓу брендовите се многу суптилни, бидејќи знаете дека на пазарот постојат 1000 сунгерчиња, така, постојат 1000 жилети, постојат милиарда брендови за патеки знајни и незнајни, така што во таа мртва трка за тоа кој ќе го освои срцето на потрошувачот, она што е пресудно и она што мислам, а и тоа го потврдува и науката, тоа што секогаш предничи, тоа е автентична приказна. Приказната е битна за еден бренд заради тоа што брендот сам по себе е ништо. Значи тоа е само производ.
Но доколку брендот има приказна, тоа е начин како да ни се доближи. Ако брендот успее да ни се доближи, не заинтригира, не заинтересира и така натаму, отвара канал на комуникација во кој што може понатаму да работи на нашите перцепции. Така, одредени цели кои што сака да ги постигнат брендовите со своите приказни, е ние да се поистоветиме со, како што кажав и пред малку на почетокот, да се поистоветиме со брендот. Односно, брендот да не убеди дека ние, брендот и клиентот споделуваат исти вредности. Начините како да се направи тоа се многу. До сега се покажало најуспешно дека секој бренд кој што има приказна, кој што ствара автентична емоција кај консументот, кај тој кој што е субјектот на таа приказна, таа емотивна конекција значи приврзување, што значи дека веќе уште почетно е остварена тој момент на привлекување. Понатаму, брендот на различни начини, раскажувајќи својата приказна, работи на нашата перцепција за да створи што посилна врска која што се дефинира како лојалност кон брендот. За на ултимативната цел, нели, на секој бренд е, нели, да се поврзе со консументот на повисоко ниво и да каже дека ние чекориме заедно затоа што споделуваме истата животна филозофија. У суштина, бренд може да дојде во која било форма. Значи, брендот не мора да биде производ, така? Брендот може да земе која било форма и приказната да земе која било форма, за да се биде што по-допадливо. Например, ова е едно од најпрепознатливите нешта на планетата Земја, нешто кое што го знаеме повеќето луѓе, нели? Нешто што е икона, не само спортска, туку и културолошка икона, дури и како животна филозофија, така? И се околу овој човек, околу овој бренд, околу оваа приказна за супериорност е бренд сам по себе. Така. Значи, знаете дека бројката 23 на Джордан е само по себе бренд. И во оваа приказна за Джордан и воопшто за Nike постојат делови кои што се подбрендови. Така Nike има ширено своето портфолио во однос на производите кои што се поврзуваат со брендингот на Джордан. Така, значи, се може да е бренд. Бројка во овој случај 23. Прекарот Air Jordan е основата за една цела линија на патики кои што до ден денеска ги има на ниво. Да не се покупуваме ништо? Да. Добро. Извинете да се вратам. Да, прекарот Air Jordan е основата за цела линија на, ајде сега се изразам на англиски, iconic линија на патики, кои што се предмет на желба и на колекционери, кои што се даваат огромни пари, така натаму. Позади тоа стои една цела филозофија, односно стои бренд кој што сака да ги охрабри луѓето да направат нешто повеќе од својот живот, односно да изградат една подобра верзија од себе. Таа силна поента, односно таа силна животна филозофија која што сака да ја пренесе брендот Nike е неговиот слоган Just Do It. Што сакам да кажам? Дека во суштина оваа приказна на Nike, како и секоја друга бренд приказна, и како секоја друга приказна што знаете каква била од животот, и од белетристика, и од детски приказни и така натаму, има истата конструкција. Има почеток, средина, крај. Значи, секоја приказна има своје име. Така, секоја приказна има свој главен протагонист. Ќе зборуваме понатаму за целните групи и за како се вика, и за бренд амбасадори и така натаму. И понатаму има заклучок, односно поука, која што е силна, која што се однесува на човековиот живот. Значи, многу битна работа е тоа да се разбере дека во развивањето на брендот на приказните, бидејќи се обраќаме нели на консументи кои што се крајните консументи се луѓе, значи дека ние им продаваме човечки приказни на луѓето. И тоа е нешто кое што се нема сменето многу давно.
Така, луѓето повеќе ќе се поврзат со приказни со кои што се дел од нивната човечка филозофија. Одиме понатаму. Преко, би можело да влезеш на full screen? Ќе се обидам. Мислам дека е горе лево над insert или дизајн. Не е тамо. Само секунда. Да го, супер. Не се гледаше доволно? Да, ни пиша од чет сега врат. Аха, добро, јас не го пратам четов, да. Добро. Секогаш, ако има прашања во меѓувреме, ако е нешто нејасно или некој дел е испуштен или технички, соопштими, кажи. Да. Дефиницијата за бренд не може да не ја да запоставиме, ќе ја кажеме дека нели таа е маркетинг или бизнес концепт со свој идентитет, со свое ветување за квалитет и автентична приказна која што тежна да се поклопи со желбите, потребите и соништата на луѓето, заради тоа што нив им е наменет и нив им се наменети. Што е бренд приказна? Бренд приказна рековме дека е начинот кој што еден бренд го смислува за да му пристапи на својот консумент. Но брендот за да се презентира себе си како нешто блиско, мора да биде да смисли комплексна приказна. Таа комплексна приказна се состои од повеќе делови. Еден од тие делови е начинот на кој брендот своите историја, филозофија, мисија и визија ги обединува во една приказна, која што е раскажува нели од почеток до крај, која што има само една цел. Таа цел е да создаде емотивна врска. Емотивната врска е нели таа конекција со публиката, односно таа конекција со фановите и консументите, која што е прапочетокот на се. Кога веќе е поставена комуникацијата, одиме на следното ниво, односно постојаната комуникација во која што брендот комуницира на дневно ниво со своите консументи, што значи потенцира еден многу битен аспект дека тој е дел од секојдневниот живот на своите консументи. Што значи тоа понатаму? Тоа значи дека луѓето ќе сакаат повторно и повторно да се навраќаат на таа приказна. Луѓето се удобни со приказната на тој бренд, удобни се со присуството на брендот во нивниот живот, што понатаму води кон лојалност кон брендот. Зошто на брендот му е потребна приказна? Заради тоа што единственото нешто што може еден бренд да го разликува од друг е неговата автентичност. Односно, идентитетот кој што брендот го создава преку својата приказна. Кога ќе го помине овој аспект, многу е битно во својата приказна да вметне ветување за поубав живот. Значи да им каже на луѓето дека јас станувам дел од твојот живот заради тоа што јас сакам да го подобрам твојот живот. Јас тебе сакам да ти створам чувство дека ние припаѓаме заедно заради тоа што јас сакам да ти го подобрам животот, сакам да ти побудам задоволство, сакам да има со мене убаво корисничко искуство. Сакаме многу повеќе, колку може повеќе луѓе да се чувствуваат така. Нели? Сакаме да створиме едно чувство на заедница. Затоа е битно таа приказна да биде раскажана на начин како што треба. Затоа што сакаме да створиме чувство на заедница, односно оваа приказна како филозофија да ја споделуваат што повеќе луѓе. Ултимативното нешто кое што постои као маркетинг концепт многу одамна е едно ниво над во кое што брендот ги надминува веќе тие оние стандардни поимања за бренд и станува така наречен love mark. За ова love mark ќе зборуваме повеќе на предавањата за контент копирајтинг, кај што повеќе ќе се осврнеме и на деталите како да се стигне до такво нешто. Јас се извинувам навистина за
ова креативно решение на Жилет, многу интересно осетито на сите ни врие, ама е убав пример, заради тоа што ова е бренд кој што го познаваме сите. Така? Што е битно, зошто е овде ставен овој пример? Овде примерот е ставен од една едноставна причина, за да ни каже дека у суштина што го разликува Жилет од другите производи од негов тип, нели? И зошто е избрано токму баш Жилет? Жилет има направено приказна и се има промовирано себе си, да во нашата перцепција и во нашиот јазик, зборот за ова нешто кое што го користиме секој ден е всушност името на брендот. Така? Тоа се случува, не знам дали сте свесни, тоа се случува и со многу други производи кои што ги користиме, како што се Палома, Каладонт на времето, добро, сега барем се кажува сега паста за зъби, така? Сунгерчињата, Виледа, тоа се све имиња на брендови кои што оставиле многу силен впечаток и отиша до тоа ниво што денеска името на брендот се употребува како генеричко име за целиот производ. Разбирате? И токму затоа ова е еден интересен аспект, интересен нагол колку може брендот да влие врз перцепцијата на луѓето ако има добра приказна и ако работи на промовирањето на таа приказна, да раскажува на автентичен начин. По 50 години Жилет е се уште тука, се уште постои производот. Ние за сите производи од ваков тип го имаме едно име, односно Жилет, името на бренд. Мислам дека е јасен пример. Друг аспект зошто е толку важна приказната, бренд приказната, како и секоја друга приказна, ако е добра приказната, таа се памети и долго ќе се раскажува. Така? Значи, една приказна може биде раскажана на кој било начин за да остави силен импакт врз луѓето, силно влијание за да ја запамтат и за да ја верглат и пак да и се навраќаат. Да им биде омилената приказна, да им биде нештото кое што цело време ќе сакат да му се навраќаат. Тоа брендовите го постигнуваат. Разбирате, нема врска и самата Star Wars франшиза е бренд, нели? Иако припаѓа на кинематографија, значи не зборуваме за комерцијален бренд, комерцијален и тоа како. Да не имаме прашање уживо. Добро? Одиме понатаму. Значи колку брендот молам? Колку брендот можеш да продолжиш најверојатно некој нема фрка. Значи колку брендот изгради поубаво, поинтересно ја раскаже својата приказна, таа ќе добие на безвременост. Брендовите, еве, во овој случај, овде земено преку пример на исто така два многу мокни интернационални бренда, овие два пиварски бренда се разликуваат по нивната приказна. Така? Значи, зборуваме за пиво, но секое пиво од овие две е автентично на свој начин. Приказната на Хайнекен се базира на чисто чувство. На таа неодолива жет. Зборуваме за ова овде конкретно решение. Мислам дека дали е видливо, дали се чита? Kind of gives you goosebumps, doesn't it? Значи, ова е чувството кое што ти ја предизвикува, нели, слоганот. Слоганот ја објаснува жета, ја објаснува потребата, значи оди на емоција. Така, што се случува во другото решение? Дали повеќето од вас решаваат зборле, можеби? Можеби. Гинис, ова е едно од поновите решенија на Гинис. Тој кој што е запознаен со овој бренд, знае дека визуелниот идентитет, односно визуелниот сторителинг на Гинис се однесува и става акцент на контрастот на црно-бело. Зошто? Заради тоа што Гинис е темно пиво со бела креместа неодолјива пена, кое што, како што кажува слоганот во ова креативно решение за Гинис, words cannot describe. Едноставно, тоа е чувство што не може да го опише со збор. Значи, зошто е ставен овој пример? Заради тоа што секој бренд ја раскажува својата приказна на различен начин. Хайнекен си влече своја линија, си има фатено своја линија на интернационално препознаено пиво, на уживање и така натаму.
кај Гини се исто така уживањето во фокус, ама на сосема друг начин, на малку по интелектуален начин, на малце по интелигентен начин, кој што значи ритуал. Има осетна разлика во разликите на овие два во приказните на овие две пива, нели? Затоа е многу битно, за да има разликување, секој бренд да си ја најде својата приказна. Кои се некои елементи, сега веќе навлегуваме во вториот, во оној дел кој што во кој што ќе разоткриеме кои се моментите, односно кои се тие елементи кои се најбитни за да вие успешно ја изградите и да ја раскажете вашата приказна. Ова веќе зборуваме за луѓе кои што можеби имаат и свои брендови, свои бизнес модели кои што допрва ќе ги развиваат и е воедно и за оние кои што работат маркетинг, ова се корисни аспекти кои што треба да ги содржи секоја бренд приказна. Секоја приказна си има свој почеток, така и да и бренд приказните си имаат своја приказна за нивното раѓање. Кога споделувате вакви нешта, например, кога приказната кога наоѓате начин како да им кажете како настанал вашиот бренд, луѓето се поврзуваат на ниво во кое што се возбудени за тоа како се раѓа една идеја. И за брендот е многу битно да им кажете, односно да им ги објасните околностите, да им ги презентирате околностите, дека брендот не е настанат туку така. Односно дека неговото настанување е само по себе некоја приказна. Зад која стои човек со храбра идеја, со визија, со некаква си мисија, со желба да го промени светот. Ме разбирате? Заради тоа што по пат, нели, како што работиме, помалку и забораваме на тие аспекти. Односно, зошто го правиме тоа што го правиме. А тоа е многу битно во приказната. Не само за бренд, него и за секој човек. Да се навратиш и да кажеш зошто, како, од кај си посол, затоа што тоа е навистина инспиративно за луѓето. Разбирате? Значи, тоа е многу битно во вашата приказна секогаш да го вметнувате моментот на тоа дека вашата приказна потекнува од тоа време, дека од таа идеја водела кон нешто и така натаму како се развивала, затоа што тоа звучи аспиративно за луѓето. Разбирате, нив им е инспиративно да слушаат како се раѓа идеја и како се развива. Најбитната работа во приказната е да го најдете вашиот главен лик. Нели? Значи, главниот лик е оној кој што вие е представник на вашата целна публика. Ако вие значи, тоа е човекот на кој ќе продавате и човекот со кој ќе комуницирате секојдневно. Затоа е многу битно да го знаете однатвор и однатре. И ова е многу битен аспект не само за развој на бренд приказна, но понатаму и како ќе се раскажува приказната. Ако го најдете човекот на кој што ќе му продавате, ќе го најдете тонот на комуникација, односно ќе го најдете начинот на кој тој човек зборува, ќе му влезете во животот, ќе ги најдете неговите интереси, неговите желби, неговите соништа и откако сето тоа ќе го процесирате, вие ќе имате поидомна точка да знаете како да отворите канал на комуникација со тој човек. Ќе знаете како да му пристапите, да го најдете аголот за да го заинтригирате за вашиот производ или услуга и да го убедите дека човеку, ние го имаме навистина тоа што го сакаш ти. Теме навистина ти е потребно ова. Ова е еден од најбитните аспекти во градењето на бренд приказна, заради тоа што доколку се утне таа целна публика, односно target audience, тогаш се случуваат брендови кои што талкаат, кои што после некое време заради тоа што се премногу расплинати, почнуваат да паѓаат со продажба и така натаму. Значи, многу е битно да многу добро да и детално, да се познавате публиката. Бидете искрени и транспарентни. Луѓето научија многу одамна дека немаш веќе да ми продаваш така како што сакаш. Веќе ме интересира, јас си го ценам своите пари, си го ценам своето време и не сакам да губам време на некои работи кои што се звучат лажно, звучат више излитено, сме ги чуле по 5000 пати и на крајот на денот најлошото од се не се точни. Така, значи, овде е ставен еден полухумористичен пример
за издавање во Охрид најмногу ми се допаѓа. Мислам, тој ми беше прва асоциација, искрено да ви кажам, однос на транспарентност, е дека навистина кога ќе тргнете да знаете дека 150 метри од езеро не е 150 метри, него е на километар и пол, и така натаму е 2 на 2. Многу битен аспект е тој во приказната, која ја градите приказната, да ја градите на поверлив начин. Значи, сето тоа да звучи вистинито, и не само да звучи вистинито, туку и да биде вистинито, вистински да го прикаже она што вие сакате да го постигнете со вашиот производ. Вистината за тоа како ќе им го подобри животот на луѓето. Дури на крајот на криштата, ако обично штрафче, па не мора да претеруват. Значи, ќе ги спомнам Арилје Метал, еден од најпрекрасните брендови во Македонија, кој што ни остана во сеќавање после она феноменално првенство во кошарка. Арилје Метал одлучија тогаш да го има најдобриот медија закуп и јас ги запамтив Арилје Метал и понатаму им отвори веб страницата. Таму нема нешто што ветува повеќе од тоа што е. Они продаваат штрафчиња, спојки и така натаму, и тоа е тоа. Значи, обидете се да видите во градењето на приказната на вашиот бренд што по вистинити, односно по транспарентни, заради тоа што луѓето веќе не сакаат и се отпорни на вистина и алергични на лажење. За да му се допаднете на човекот, мора да цитирате работи кои што се дел од реалниот живот. Значи, во градењето на вашата приказна мора да бидете реални. Односно, да црпите ситуации кои што се дел од реалниот живот, а како ќе ги прикажете вие креативно? Дали ќе ги ставите во нереална реклама, во нереална приказна, тоа е друга работа. Значи, поентата на оваа конкретна точка, цитирајте го животот, е она што во нашиот бизнис се преведува со occasions. Значи, секој сака да види цитат на тоа како тој размислува, како тој се осеќа, како тој живее. Ме разбирате? Кога човекот ќе се препознае во одредена ситуација, автоматски работите му се поблиски. Значи, автоматски и вашиот бренд, вашата бренд приказна него му станува поблиска. Затоа е многу битно да цитирате и да се црпате инспирација од реални ситуации во животот. Затоа што човекот сака да се препознае. Колку побрзо се препознае, толку подобро за вашиот бренд. И многу битен аспект е во вашата приказна. Кога ќе почнете да ја раскажувате приказната, да се држите до приказната од почеток до крај. И низ годините да ја развивате приказната, но никогаш да не заборавите на основите. Затоа што ако заталкате, ќе ви се изгуби автентичноста на брендот. Така? Тогаш веќе луѓето ќе почнат да ве перцепираат како нешто несериозно и после тоа отиде работата down the drain. Ете, овде јас не сум држал стабилен курс и не сум ја довршил реченицата. Тие што ме познавате и што работат со мене знаат дека ова секојдневно. Добро, важно поентата е таа дека треба да го држите курсот на вашата приказна стабилен. Значи, вие мора да бидете, да си стоите на основите и на принципите на вашата приказна. И да ја раскажете на различни канали и на различен начин да ја раскажете, важно да се држите до истата приказна. Успешни приказни раѓаат успешни брендови. Сега ќе навлеземе во анализа на успешни приказни на успешни брендови кои што ќе ми извините, денеска имам цел ден кашлица, не знам од што и така натаму. Овде сум баш сам и никога не доведам во ризик. Што значи успешно раскажување приказни на големи брендови? Не за џабе е земен овој пример на Кока-Кола, кој што е еден од најхепи брендовите што постојат на планетата Земја, односно нивниот слоган, односно слоган на теглайн, ќе наречем на производот е Open Happiness. Дали некогаш сте размислувале, освен тоа дека секогаш заклучокот дека шојда со овако, дека Кока-Кола е најдобриот пијалок на светот, дека чаша пуна со лед и Кока-Кола внатре е најдоброто нешто што иде со храна. Така, дали некоја сте помислиле зошто овој бренд ја тера својата приказна во насока на happiness?
Заради тоа што и сега сметете дека јас тука на ова предавање со вас ќе споделам на крајот на денот и малку и лични размислувања од некој мој агол, заради тоа што нели имам и јас одредена перцепција како професионалец. Среќа. Мене среќата во приказната на Кока-кола ми е директен превод на тоа што е Кока-кола, така. Значи Кока-кола продава карамел и меурчиња. Значи продава шеќер, нешто што автоматски ствара хајп и среќа, така, и меурчиња кои што се едноставно многу забавно нешто. И Кока-кола во суштина што би избрала друго као насока Кока-кола по животот, во приказната на брендот, освен да биде едно најопшто чувство на свет. А тоа најопшто чувство на свет е чувството на среќа. И вие сега ќе си кажете, окей, па ова е многу стереотипно, многу е општо. Што е па толку тоа посебно што ја прави Кока-кола? Во моето размислување, во моите гледање на брендот, тоа што Кока-кола има успеано да го направи со години стратегија и работа на перцепција на луѓето е да го поистовети чувството на среќа со Кока-кола. Значи да го изравни. Значи тоа е нешто на кое што има многу долго работа посветено и огромни буџети. Дотолку повеќе што во целиот нивен визуелен сторителинг, логото, начинот на кој што се промовира, нивните кампањи, дури јас би рекол дека тие одат и еден чекор понатаму, односно дека ја брендираат среќата. Односно дека Кока-кола, незиниот црвен апил, така, незиниот слоган Open Happiness е евентуално сака ултимативно да каже дека Кока-кола е уникатно чувство на среќа како ниедно друго на светот. И тоа е навистина нешто на кое што они имаат посветено многу долго време и многу работа. Така? Нормално дека брендот Кока-кола ќе се поврзе со луѓето. Така, ако збориме среќата на луѓето е најбитното нешто и во нивниот визуелен сторителинг, начинот на кој што они остваруваат емотивна конекција со својата целна група е што? Среќни луѓе. Така? Ова е земено тука е стариот слоган Taste the Feeling, не дека има нешто променето многу во однос на визуелниот сторителинг. Можете слободно да ставите на истиот имидж, може да ставите слободно Open Happiness. Така, на истово визуелно решение, ова што го гледате. Малку анализа, овде ви е напишана анализата, ама да ја така да видиме како звучи. Што гледаме на сликата? На сликата гледаме насмех, така, насмејани луѓе. Насмејани луѓе еднакво на среќа, така, луѓето се радосни, затоа што се среќа. Но што е тоа што им ја дава среќата? Што е тоа што стои во преден план на сликата? На сликата во преден план е Кока-кола, а во заден план се луѓето. Така, гледате како се поставени работите во дизајнот? Тоа многу кажува за тоа како Кока-кола го користи визуелниот сторителинг за да го стави брендот во преден план, за да ја стави таа автентична емоција која што ја пропагира, се извинувам за зборот, окей, ја промовира, за да го постигне тој ефект на емотивно поврзување со својот таргет. Значи, силно чувство на среќа. Кој е тој што ја дава таа среќа? Кока-кола. Тука е цитирана ситуација во која што луѓе уживаат, ништо посебно, така. Но доста мудро изиграно, за да, мислам, тука е ставена оваа поента, повеќе се фокусира на визуелниот сторителинг. Заради тоа што вие приказната, нели, можете да раскажувате преку слика и преку текст. Така, во овој случај погледнете колку одличен пример. Се вие никогаш не би ги анализирале овие работи на тој начин, затоа сум јас тука да ви предничам некои работи и на предавањата и исто така некои скриени контексти,
кои што брендовите ги користат искриени методи и начини на сублиминални пореки, преку кои што брендовите сакаат да влијат на поинаково ниво, на некој малце подзаскриено ниво врз вашата перцепција. Одиме на следниот бренд. Следниот бренд кој што го спомнавме и погоре, така. Слоганот на Nike го знаеме сите, Just Do It. Се разбира дека толку пати сме го виделе и логото и слоганот, што мислиме дека ни е се јасно околу бренд приказната, ама мислам дека повеќето луѓе и не ја знаат приказната на Nike, односно која е приказната за името, односно Nike, односно Нике е грчка божица на победата. Грчката божица на победата, односно името, е поддржано од визуелен идентитет кој што го има овој графички елемент. Така, го гледате графичкиот елемент, логото на Nike. Како го перцепираат луѓето логото на Nike? Повеќето луѓе кои што сум зборувал го карактеризираат како, го гледаат како штиклирано нешто во животот, така дека нешто е постигнато, дека нешто е направено. Во суштина, логото на Nike представува еден момент на импулс. Така? Моментот на импулс од кој што кога ќе одлучиш нешто да направиш, работите се движат монскавично брзо. Така? И ова е тој потек, ако го гледате, така? Значи, ова не е штиклирано. Ова е моментот на тоа колку брзо се случуваат работите, во моментот кога ќе одлучиш и кога ќе си кажеш на себе Just Do It. Тоа им го вика брендот на своите конзументи. Брендот, односно Nike ја гради својата бренд приказна околу вербата во себе и својот потенцијал и охрабрувањето да ги надминеш кои било косници, препреки, ментални стопови што си ги ставаш во животот и ти вика Just Do It. Значи, брендот се става во позиција на мотиватор. Така? Пошто ти, еве да погледнеме една ситуација, себе си ќе се ставам како пример, пошто така е најфер. Јас сум крупен човек. Како да се натерам себе си да трчам? Ама не, кај се, која ќе станам, па чекај се, и да трчам и на работа да идам, така, чекај се, окей, а коленава, што ќе кажат колената? Аха, добро, ама стварно нема време кога да трчам, човече, кај се. Па сега и специјални пати ги треба да купувам за трчање. Значи, сиве овие работи кои што си ги повторува човек, се тие ментални препреки кои што ги ставаме. Брендот се става во позиција да те мотивира, да те охрабри и да ти каже: јас постојам за да те охрабрам, за ти да го направиш нештото. Зошто? Многу битна работа, заради тоа што јас верувам во тебе и во твојот потенцијал. Вербата во потенцијалот Nike ја прикажува на два начина. Бидејќи сака да се обрати на широка публика. Така, бренд како и секој друг, особено Nike, користи бренд амбасадори, така, користи селебрити, користи познати личности и користи личности кои што се пример во општеството. Врвните спортисти и атлети се поклопуваат во два аспекта. Така, прво се пример за врвни спортски достигнувања, така, за врвна физичка кондиција и при тоа се луѓе кои што заради тоа што се познати луѓе имаат огромна одговорност и прават одредени работи кои што се промени во општеството. Значи, помагаат се занимаваат со хуманитарни нешта, обрнуваат внимание на работи во општеството кои што се горливи теми, ме разбирате? Значи, Nike користи role models, односно користи идоли на луѓето за да им каже дека преку нивната приказна и тие нивни идоли некогаш биле мали деца кои што мислеле дека не може ништо да постигнат во животот, но одлучиле да направат нешто повеќе од себе. Така, значи брендот сака да се изедначи своите вредности на вредностите на собствената бренд филозофија, да ги изравни со тие врвни спортисти. Воедно
во рекламите на Nike се покажуваат и обични луѓе, така? Се покажуваат и луѓе со физички попречености. Што ни кажува брендот? Не постои ограничување. Не постои ограничувањето, постои само во главата. Оди, стани и само направи го, ќе видиш дека работите ќе почнат да се движат мозгавички. Значи, многу е битен тој моментот на одлука, just do it. Тоа што го зборував во однос на физичката подготвеност и така натаму, само еден момент на одлука, а брендот верува во тебе и ти вика, постои величина во тебе. Така, постои, имаш ти, секој од нас има супер моќ. Брендот го гледа во тебе тоа и ти вика, направи го, ќе видиш дека сум во право и ќе видиш дека ќе успееш во нешто. И овој прв истрчан километар на ова симпатично дебелко момче е првиот успех што го направил откако се одлучил на тој голем чек. Значи, победата е во тоа што го направил. Очигледно дека бренд приказната на Nike е да биде мотиватор. И нема да застане во тоа. Така? Nike е одличен пример за тоа како бренд приказната им станува многу блиска на луѓето заради тоа што прави нешто повеќе за нив. Не им продава само производ. Спортски бренд исто така. Целна публика истата. Така, мање више слични вредности, слични бренд филозофии, ќе речеме, но малце од друг аспект. Adidas е спортска икона, е опрема која што се поврзува со иновација, која што се поврзува со непомирливост со нешто. Затоа слоганот на овој бренд е Impossible is nothing. Сега ќе зборуваме малку за тоа како бренд приказната овде е прикажана од друг аспект. Прва работа, бренд како бренд сака да покаже дека е поинаков. Така. Adidas се обраќа преку еден многу силен човек, кој што представува не само што беше спортист на минатиот век, не само што представува пример за спортска надмоќ, како ја кажем. Не само што е најдобриот спортист на сите времиња прогласен. Има уште едно нешто многу битна работа. Времето и неговите околности во општеството, кое што он станува тоа што станува, е нешто кое што тој се обидел да го промени. Значи, човекот не влијал само врз својот спортски развој, туку гледал и за својата заедница, гледал за општеството да ги подобри работите. Не знам дали ја знаете приказната на Мохамед Али. Тој кој го знае, мислам кој се не може да, и луѓе кои што не знаат ништо за спорт, мислам дека знаат кој е Мохамед Али. Зошто го кажувам ова? Слоганот на Adidas е всушност завршната реченица од една изјава во едно интервју на Мохамед Али. Мохамед Али е човек кој што одлучува да тера инат тврдоглаво за да ги промени работите во општеството. Неговата изјава завршува со Impossible is nothing. Самата изјава сама по себе е малку поинаку раскажана од оригиналот, затоа што оригиналот вика nothing is impossible, така. Што вика Nike, што вика Adidas со овој слоган? Adidas вика, нашата приказна за себе ќе раскажеме со тоа што ќе кажеме дека за нас повторно не постојат препреки, исто како Nike, ама нема никогаш во живот да си кажеме дека нешто е невозможно. И у суштина, повторно брендот е мотиватор. Така, но само на поинаков начин. Токму затоа се ставени овие два примера, односно примерот на двете пива и примерот на двата спортски бренда. Истата целна публика, малтени истите бренд филозофии, истите бренд вредности, само раскажани од поинаков ъгл. Исто така е инспиративно, исто така побудува желба на луѓето да направат нешто повеќе за себе, така да ги победат ограничувањата. Кога ќе ги победиш ограничувањата?
Во едниот случај е кога ќе расчистиш во главата дека ништо не е невозможно и дека не постои такво нешто како невозможно, и вториот е едноставно ќе го направам, односно just do it. Така? Затоа ги ставив овие два примери за пивот и за ова, за видите колку е битно таа бренд приказна, колку може да ги разликува двата бренда. А сепак да се да се обраќа на истата публика. Што да кажеме за овој бренд? Овој бренд многу долго време успешно доминира во перцепцијата на луѓето како бренд кој што ги носи иновациите. Бренд кој што ги има, кој што им припаѓа на храбрите луѓе. На луѓето кои што не се помируваат воопшто со банално, со стереотипи или со било што, кои што се доволно храбри за да ризикуваат, за да ги променат работите, заради тоа што иновацијата доаѓа со дозен екстремизам, кај што никој не сакаш да се помири со нешто и секогаш веруваш дека нештото ќе биде може да биде уште подобро. Брендовите како и луѓето, истото е. Дел од нас се помируваат во одреден дел од животот. Океј, ова што го живеам, така си живеам во комфорт зона, во ред, и тоа не е лошо, никој не вика дека е лошо. Но за да има прогрес мора да направиш едно нешто плюс, да се обидеш нешто плюс да направиш. Тоа е уверувањето што им го дава Apple на своите конзументи, односно на своите фанови, односно на своите корисници. Дека у суштина луѓето кои што размислуваат поинаку, како што е нивниот слоган, дека тие луѓе се тие кои што ќе ги донесат промените. Ние како бренд Apple сакаме луѓето да се поистоветат со вредностите кои што ние ги пропагираме. Ние сакаме луѓе кои што веруваат во технолошки напредок. Се сеќавате на оние колони на луѓе кои искачаат нови модели на Apple и кампување пред продавниците. Тоа значи дека брендот ги има убедено толку силно дека тоа е технологијата на иднината, што тие се спремни заедно као комјунити луѓе кои што се разбираат помеѓу себе и ја делат истата страст, јас морам да го имам најновото парче технологија, се спремни да дремат пред продавница 2 вечери за да стигнат тие да бидат првите кои што ќе го имаат тој производ. Разбирате, значи убедувањето, перцепцијата створена многу силна потреба и желба да се има, да се поседува тој производ. Зашто? Заради тоа што тој производ е символ на напредокот. И Apple навистина многу добро уште од 70-ти години работи на таа перцепција на луѓето и се има позиционирано како безпрекорен бренд за промовирање на иновации. Ова го кажавме и така натаму. Интелигентна комуникација која што секогаш ги нагласува техничките аспекти и техничките новитети кои што ги носи, ги воведува Apple преку своите производи. Овде е цитиран iPhone 13 Pro. Повторно, нормално, дека они одат на многу едноставна визуелна комуникација во која што едноставно само се презентира производот. Така? Производот се презентира на начин кој што ништо, тие се тие фичерс кои што следуваат, дисплејот, затоа ќе видите, гледате во текстот, не знам дали ви е видливо, дека се што е текстот у суштина е промоција на функционалностите кои што се новитет. А слоганот е нешто кое што произлегува од тие функционалности. Односно, е емотивната реакција на човекот, односно моментот на восхитување. Oh, so pro. Така. Значи, повторно, технологијата мора да оди во чекор со емоција. Ние ќе се пофалиме за тоа дека ние сме врни, но на крајот на денот емоцијата на човекот е најважното нешто кое што сакаме да го рчнеме. Затоа во овој слоган, мислам, токму за тоа е ставен овој слоган, тука имаме пример на нешто кое што значи восхит во самиот слоган, значи човечка емоција наспроти функционалните аспекти на телефонот. Што не води до заклучокот на сите овие работи кои што ги зборевме погоре? Од сите аспекти, на крајот на денот, заклучокот е дека секој бренд треба да се стреми кон создавање на автентична приказна. Автентичната приказна значи нешто кое што
понатаму ќе значи автентичен пристап кон консументите. Ќе значи автентичен тон на комуникација кој што луѓето ќе сакаат да го читаат, да го гледаат, ќе се поврзуваат со него, ќе реагираат емотивно на него. Автентичноста значи дека мојата бренд приказна е толку силна што таа влева доверба и кредибилитет. Што значи понатаму, кажавме и погоре, ако имаме доверба и кредибилитет, тоа води кон лојалност, но само преку автентична бренд приказна. Автентичноста, кажавме дека ствара силна емотивна поврзаност на публиката со брендот. Само автентична приказна, како затоа и ги ставивме тие брендови. Како Nike, како Apple, може да резултира со силна емотивна поврзаност. Тоа е нештото кое што секој бренд го брка во развојот на својата бренд приказна. Да отвори канал на комуникација и да се поврзе и да му каже, да го убеди конзументот, ние ги споделуваме истите вредности. Треба да бидеме заедно. И ултимативно тоа што го кажавме, а тоа ќе зборуваме понатаму, love mark, односно бренд кој што е апсолутно обожаван. Овде исто споделив со вас примерите кои што ги споделив, сите брендови се апсолутен love mark. Така, Coca-Cola обожувано, така. Значи и на това има, ама ова се аспекти кои што понатаму ќе влеземе малце по практично и во анализата на предавањата по контент копирајтинг. Тоа е од моја страна овој вовед во најопштиот дел на она што допрва ве очекува како едукација. Се надевам дека ви беше лесно за следење и дека повеќето од вас ме разбраа. Доколку има прашања, ќе следува Q&A сесија, за таа ќе ви објасни Вилијам дополнително. Фала ви уште еднаш на вниманието. Се надевам дека ве заинтригирав, заради тоа што навистина ова што го работам веќе долго време е многу интригантна работа, си има своји аспекти кои што се многу, како да кажем, и провокативни и интересни, фаќаат различни делови од перцепцијата на човекот, дел е психологија, дел е креативност и така натаму, така што ве охрабрувам доколку се пронаоѓате себе си во овој дел од маркетингот да инвестирате во дополнителна едукација која што искрено може да значи убава идна кариера. Тоа е од мене за денеска финалната поента. Му препуштам збор на Вилијам и фала уште еднаш за вниманието. Супер, фала ти. Преко уживав дека те слушав. Ќе кажев за слушателите ни да ни споделат фидбек во чат, ама веќе гледам наплив од позитивни коментари, позитивни емоџиња со аплауз, така што дечки слободно споделете фидбек во чат. Драго ни е што уживавте, се надевам дека доста научивте. Ќе ви го споделам уште еднаш линкот за поставување на прашања. Можете што ви беше како недоумици или сакате нешто плюс да прашате, дали нова тема, дали на тема маркетинг, слободно пишувајте. Има уште коментари стигаат, така што супер. Како што ви кажав и на почетокот, сите кои што дојавте за да видите дали ќе се пронајдете во дигиталниот маркетинг како професија во градење на бренд, копирајтинг и така натаму, би земал 2 минути за да ги споделам најважните работи околу Академијата за дигитален маркетинг. Одам овде, влегам на фулскрин, значи, дечки, најпрво би започнал со, би рекол, најважниот дел, освен програмата, кои луѓе ви предаваат на самата академија, учите од луѓе кои што се во индустријата, кои што го работат тоа што ви го предаваат. Го имаме Марко, значи Head of Digital во Cherry Canon, Златко Матески кој е User Acquisition Manager во Boombit, кој е една од најголемите гейминг и паблишинг компании глобално, Билјана Димоска која е SEO професионалец со повеќе од 12 годишно работно
искуство Ива Дуе, кој е Chief Content Officer во Brand Union маркетинг агенција кај нас. Овде сум јас, Давид Шојич, кој е WordPress девелопер и е дел од организацијскиот тим на WordCamp Europe, Дарко Булдиовски, кој е основач на маркетинг агенцијата New Media, директор на Allweb, така што учите од врвни професионалци, баш од само секунда, некој не е на мјут, дајте ми само секунда, мислам дека ќе биде вака во ред, што не гледам и добро, сега е во ред. Дополнително, дел кој што ги интересира сите кои што се запишуваат на академија, покрај она што ги споделам на кратко околу сертификатите, работа на реални проекти. Значи, овде издвоив неколку од блогот на Brainster, дигитална маркетинг стратегија за Дента С, бренд стратегија за винарија Виника, Донирај компјутер, дигитална PR стратегија, контент маркетинг стратегија за Yes for Less, Daisy Family Rescue, исто така маркетинг стратегија Шуми Беро водиме, следно нешто што е исто важна ставка покрај реалните проекти е работа на хакатони и крос академи хакатони, значи работите со луѓе, тоест со студенти од други академии, тука се учи тимска работа, така што два вакви проекти кои што ги издвоив беа за маркетинг стратегија за музички проект за Дани Димитриовска и проектот social media и бренд стратегија за Уейн Крушево, така што имаме доста клиенти, доста интересни проекти, можам и од својот модул да споделам, значи работевме на еден клиент за lead generation и за landing page, сега имаме друг клиент, така што работите на доста интересни реални проекти. Овде издвоив 9 успешни приказни, може да прочитате многу поделно за нив на самиот блог и испратам линки во чат. Некои се промотат како што е Доротеа, некои се тотална преквалификација и започнување на нова кариера, така што ќе испратам линк, може да прочитате какво е нивното искуство сега кога се вработени, како се поминале на академија, што кажале лошо, што кажале добро, за да ги имате, за да имате целокупната слика од академијата. Кој што кажав и на почеток, исто прашање кој што го добиваме доста често, дали сертификатот од академијата е признаен во странство. Одговорот на ова е Brainster од изминатата есен доделува два сертификати, едниот од Brainster, другиот од Brainster Next College, која е институција акредитирана од МОН, така што добивате сертификат од високо образовна институција и важи и сертификатот е меѓународно признаен, така што ова само дава на тежина за тоа каква е програмата на академијата. И за крај би го оставил гордоста на Brainster, тимот за коиновации вработување или сега partnerships тим, кој е заложен за склучување на партнерства со компании кои што нудат реални проекти на студентите и подоцна талентираните студенти ги вработуваат. Така што ова мислам дека ви даде малце подобра слика сега за како всушност функционира академијата, кои луѓе предаваат, на какви проекти се работи. Би ви, како што и кажа, би ви испратил линк од еден блог кој што ги содржи овие работи. Дайте ми само секунда. Блогот е за highlight за 2022 година, може да прочитате и за реалните проекти. Малце подолго и на широко испраќам линк на чат, така што без да доложам многу, дечки, почетокот на подготвителната програма ни е во месец март, имате тековно early bird попуст, така што кој е заинтересиран да продолжи, понатаму се пронајде сега, бујрум на академија. Без да
должам би шернал делот со Q&A. Видов дека веќе имаме едно прашање. Одиме овде. Имаме прашање, окей, сега ми се лодираат доста прашања, така што одам од топ voted. Ако? Кој Се вклучувам јас, нели? Како? Се вклучувам да одговарам. Да, слободно. Кој македонски бренд според вас има најуспешна и најавтентична бренд приказна? Доста интересно прашање. Што е исто и со на Маја Марковска прашањето до наш бренд кој што ти се допаѓа како расте и се развива. Најавтентична приказна. Интересно. Овие се од оние прашања, знаете, во ситуација кога сте во кафана и кога некој ќе дојде музиката кај вас, ајде сега каже песна и ти си забезекнат, не знаеш што да кажеш. Без да звучам така како што ќе звучам, мислам дека многу ми се допаѓа приказната на Леска, не знам дали ја знаете, тоа е артизан производ македонски, тоа е наш одличен металец од човек кој што произведува кремови од лешници. Работи и живее во Струга, односно во како му се викаше селото, не ми текнува, сега извинете што не ми текнува, ама многу ми се допаѓа заради тоа што дрслајца, фала Маја Марковска од Струга, тоа ли збори? Да. Од дрслајца е точно. И мислам дека супер ја гради својата бренд приказна и мислам дека е многу автентичен македонски производ и доста автентичен и автентично го гради. Значи го прикажува процесот на правење, сето тоа изгледа многу Маја, побоже се разбира, Маја Сонце Марковска, голем поздрав. Се извинувам се за поздрави, честитки, ама има и луѓе кои што се познаваме многу одамна. Ни се допаѓа Леска како се развива, ете, тоа е тој бренд, побарајте го, истражете го, затоа што мислам дека супер се развива. Многу ми се допаѓа брендингот и приказната на Крали Марко, нема да ве лажам, особено што и самиот сум бил вклучен во тоа. Ми се допаѓа од работата на мојата компанија, многу ми се допадна проектот Засади желба. Тоа е бренд кој што расте како самоодржлив бренд. Значи, тоа е нешто кое што е посветено на општествена одговорност, за кое што компанијата изработи кампања, доби награда дури, ама побитно е тоа што креиравме кампања која што е самоодржлива и е навистина супер проект. И супер бренд кој што допрва ќе се развива и ќе има навистина силен импект општествен. Не е битен другиот импект, пошто на тоа и наменето. Друго нешто што ми се допаѓа од македонски брендови, се не ми текнува во моментот, се надевам дека 3 се доволно. Окей. Што правиме за Глигор Динев? Одличен. Здраво, Глигор. Што правиме за Hate Marks? Дали има начин да се сврти перцепцијата? Многу тежок предизвик е ова, Глигор. Многу тежок. Брендот може да се искупи, односно да сврти перцепцијата само со искрен пристап и со ништо друго. Да ги залечи раните преку искрен пристап, да почне да потенцира некои детали од својата бренд филозофија кои што се позитивни и да работи на тие упорно за да го ублажи ефектот на ова што го збориш. Hate Mark. Не знам кој е толку што е Hate Mark, искрено да ти кажам. Ама мислам дека honesty is the best policy, значи вистината е секогаш ултимативната алатка за се. Не знам дали ти одговорив, ама е многу тешко прашањето. А при тоа не сум бил во реална ситуација да морам да се справувам со тоа како копирајтер, искрено. Пошто тоа више малку влегува и во пиар и ама да, треба се направи спин-оф треба се биде искрен и после да се сврти кон позитивните аспекти на брендот и да се биде упорен. Тоа е одговорот. Океј, од ваше искуство на што
Треба Јас ги гледам сите прашања, само Григори Муштен. сакаш да ги читам или сакаш сам да ги взимаш? Еве, затоа ќе ги читам јас едно по едно, само ќе ти кажам Може. кога да скролаш. Ваше искуство персирање што убаво. На што треба најмногу да се внимава кога се креира нов бренд? На таа автентичност на приказна што ја зборевме, односно прво треба брендот да се прикаже кое што е, да се представи како што треба. Значи, ако на фарма за јајца во Зрзе ми беше некако спомната пред некое време, ние сме двајца браќа, ние работиме со љубов, го сакаме ова што го работиме, и нивното ние потекнуваме од ваму, го даваат нивниот историјат, даваат дека тоа семен бизнис, ги кажуваат својата страст, кажуваат од кај им тргнува идејата, и мислам дека у суштина почетоците треба да бидат врзани на вистина со идејата за тој бизнис. На вистина со како се вика, со автентична приказна, пошто секоја идејата може да биде автентична затоа што луѓето ќе направат автентична. Пошто нели секој има момент на проблесок кој што е автентичен. И јас мојата идеја функционира во моето во моето окружување, заради тоа што јас сум ја смислил на тоа место, на таа локација, во тие временски околности, така да тој дел мислам дека е доста битен. Треба на тоа да се внимава, и фала Богу да не се фаќа одредена линија која што е екстремна, која што би го представила брендот уште од старт негативно заради одреден сензационализам. Мислам дека дегутантноста во сензационализмот треба да се избегне. Да стигнеме до конкретен одговор. Здраво, кога се работиш, но најветре, што одговорено. Джики, мислиш ли дека веќе споменам како taste the feeling може да се дозволи? Може да се дозволи и тоа. Како? Заради тоа што они толку долго време го имаат работено на перцепцијата, све да им се простува, да му простиш на некој лош производ. Заради тоа што многу долго време имаат работено на тоа да ги сакаат луѓе, да го сакаат тој карамел и меурчиња, така што не може да се дозволат се. Заради тоа што пак ги кажуваат го има најопштиот пристап. Зошто да не го има најопштиот пристап, кога тоа што го продаваат и не е толку комплексно како што мислиме дека е. Така да мислам дека век слоган функционира за секого. Што е најинтересно, заради тоа што знаеш ти од самото, бидејќи ти го работиш истото што го работам јас, дека на крајот на денот пак се сведува секогаш луѓето ќе бидат најкомотни со најопштото нешто. И ретки се тие брендови, почнаа да се менуваат работите, кај што малку имаш послободна комуникација надвор од стереотипи. Не знам дали ти одговорив, може да ми кажеш дали си ти одговорив. Дали му се простиш на само пошто спаднал на добрата приказна, па да, апсолутно да. Да се разочарам од вкус, да, токму така. Сум се разочарал и од брендови кои што ми продавале традиција, па никому ништо, сега нема да правам тука негативни реклами, ама тоа се брендови кои што не биле конзистентни во својата приказна или во својот квалитет. Така да, искрено ти кажам, разочарувањето не сум го простил. Сум дал втора шанса, после тоа не сум простил, така да кажам. Како се спредувате со клиенти што не може да сватат дека треба време, all the pain? Да. Како? Па се извинувам. Селим Салковски. Продавање карамели меурчиња. Го кажувам, го релативизирам, заради тоа што јас фала Богу дека не ја знам комплексноста на тоа на самиот производ. Јас го кажувам тоа као цитат на одредена перцепција за брендот. Значи тоа е чисто кажано во презентацијски цели. Секако се разбира дека се работи за сериозен производ и така натаму, а овде е употребен чисто во тој контекст, таму беше употребен чисто како одреден опис на производот. Само како опис. А ако мислите дека е непочитување, се извинувам, ама и јас имам право на своје мисли. Како се справувате со клиенти? Многу е битно да се едуцираат клиентите, да им кажете дека како што и тие носат заклучоци во животот и после 2 месеца, дека истото се однесува и на нивните брендови производи и дека успехот за 2 дена и веќе кога ќе ви наложат да биде за 2 дена,
треба да го одбиете заради тоа што не може ништо не може да се направи асално, или барем треба да предочите дека тој производ што ќе излезе вие не стоите за него заради тоа што нема квалитет во тој производ. Односно најверојатно нема дим. Убаво е ако има луѓе кои што се спремни на вистина да згазат тие 2 дена, да седнат и тотално несебично да барем да се потрудат да го направат тоа, тогаш производот што ќе излезе креативниот производ ми е мене оправдан. Дека клиентот може да очекува за 2 дена чуда, не може да очекува тоа, ама тоа е нешто на кое што треба константно да се работи како едукација. 08953. Одлично прашање. Одлично прашање. Како да направиш бренд приказна? Ова е едно од најопштите прашања, Виктор. Ја не знам како да одговорам на ова. За да направиш бренд приказна треба да прво да знаеш за кого се работи, па после тоа да почнеш да ја градиш таа бренд приказна. Кој ти е лично најинтересна бренд кампања која имаш работена? Па дефинитивно Кралјева. Не можам да скролам. Повели. Тоа е тоа, тогу се со прашање на Interrupt, да видам дали најури имаме некој плюс. Јас се надевам само, бидејќи некам да има никакви што има прашање во четот. Добре, добро. Се надевам, Селим, дека отклонивме какви било недоразбирања. Дали има некоја апликација алатки не со мерење на животниот циклус? Јас искрено најверојатно има, ама јас сум малку old school и јас не ги знам тие апликации алатки. Мислам постојат алатки кои што го мерат кампањите, мерат одредени параметри за одредени производи и за комуникација и така натаму. Сега животниот циклус на производот, животниот циклус не баш, брендот да. Нели, бидејќи се промовира на различни канали, тие канали се следат. Така се собира податоци од таму, тие се анализираат и после се прави однив тоа што се прави. Имаме прашање што стигна до мене во лична порака, дали во денешно време брендот зависи од тоа кој колку би вложил во промоција на конкретен производ или се уште може со добар вкус и промоција да се пробие на пазарот. Што значи добар вкус и добра промоција? Добар вкус? Вкус е во наводници, може да го ископираме, да го пастирам. Добар вкус се мисли на добра креатива, претпоставувам. Се мисли на нешто што е добро смислено креативно. За тоа дали креативноста наспроти буџети, тоа ли е прашањето? Може да не објасни. Може да не се става, може да сегашните канали на комуникација и начинот на рекламирање дава многу повеќе опции и да, не мора да се потрошат кој знае колку пари ако идејата е добра. Кога идејата е добра. Така, вие колку ќе потрошите пари за да ја промовирате таа идеја, више е друга работа. Ме сваќате? Најмногу се трошат пари и се трошат залудно кога има и случаи кога идејата не е добра. Така? И тогаш одат парите во како се тоа? Down the drain, не знам да го преведам. Ми пиша дали без финанси би можел производ да успе. Најверојатно повеќе сага да оди некај. Може да успе ако се обраќа на начинот на кој што им е допадлив на луѓето, може. Зошто да се потрошат многу пари? Ќе земе, како се вика, ќе спомнеме како пример, мислам тоа во предавањето исто го користам. Community менеджментот на АМЦ. АМЦ има платено човек кој што како community менеджмент, администраторот на АМЦ на времето, ако се сеќавате, успеа да направи на вистина од брендот многу кул бренд со многу малку пари, затоа што го вработија вистинскиот човек кој што е доволно креативен и знае како да ги сврти работите на хумор за да стане гласот на брендот. Мислам, јас не знам колку му плаќа, ама сега кажам community менеджмент и не е нешто што многу се плаќаше од тоа време. А пак имаше огромен ефект. Така да преку пример да одговориме дека нема. Океј, супер. Дали имам уште некое прашање? Па да, да. Си го пастирам. Добро.
Слободно поставувате прашања, јас ќе одговорам на тоа што знам да одговорам. Тоа што не знам ќе кажам дека не знам. Дали си се соочил со креативна? Како не? Како не? Само сум се соочил со креативна блокада многу пати, заради тоа што е невозможно да не се случува креативна блокада, а излегувањето од неа е само упорна работа. Само упорна работа во која што продолжуваш да работиш се дека не стигнеш до решението. А во ред е, например, да едно решение е да го промениш амбиентот во кој што си. Барем на кратко да ја смениш просторијата може да даде резултати. Тоа е инстант излегување од афект. Имаме прашање на Интерапт, како се движат платите за контент копирајтинг кај нас и во странство? Ова прашање ме потсеќа на оние прашања, а колку земаш плата ако не е тајна? Платите за контент копирајтинг не можам да ви кажам заради тоа што јас не го знам како да го објаснам. Не сум во тој дел и секој човек е сам за себе. На крајот на денот во странство не знам колку се плаќа, претпоставувам дека се плаќа повеќе од Македонија. Ако збориме за суми, исто не можам да ви кажам, за жал, не знам што да одговорам на прашањето. На вистина. Најверојатно варира многу од претходно искуство. Варира се, разбира, од претходно искуство и од дали е джуниор позиција, дали е почетник човек, дали е сениор, дали е интермедијат, дали колку години искуство има, колку е вичен во тоа што го работи, колку брзо напредува. Не знам, има многу аспекти. А ако прашуваме за почетна плата, на вистина не знам што да кажам, почетна плата не сум имал 17 години. Што те обесхраб во соработката? Ако одговарам и на овие во четот, Вилем? Да, словно може да им даме предност на тие на интернет, па земи и од чет секако. Што кога имаш дедлайн и имаш креативна блокада, како се справуваш со тие ситуации? Се како се справувам? Се справувам како знам и умеам се, како да кажам. Се понекогаш и во моментот ти доаѓа идеја како да се справиш. Не значи дека ќе стигнеш до најдоброто решение. Ама битната работа е да пробуваш. На крајот на денот понекогаш е подобро да си легнеш. Ако не оди, не оди. Заради тоа што ќе се завлече себе си во непознати територии кои што може да се сосема далеку од тоа што сакаш да постигнеш. А ако легнеш и одмориш, значи дека мозокот ќе се продолжи да се работи, ама има шанси да ги изанализира работите и утре дента да стигнеш до просветлување. Значи понекогаш мора да му се даде на мозокот време да му се сталожат работите кои што ги примил како информација, за да можеш да продолжиш да бараш понатаму. Тие се и фази од креативен процес кои што се имаат своји именувања, ама сега не ги знам, не ми текнува како е. Нали, како и да е просветлувањето е последната фаза, односно тоа е тоа кога ти текнува, ама претходно собираш информации, па тие информации во тебе нели се сталожуваат, па имаш уште една фаза, 5 фази се, ама не ми текнува искрено ви кажам. Поентата е да оставиш понекогаш и малце да слегнат работи. Ете тоа е. Што те обесхрабрува во соработката со клиентите? Недовербата, ама тоа општо и кај луѓето недовербата ме парализира. Недовербата и ограниченоста. Ама не е тоа вина на човекот кој што е клиент, него е одредено ниво на одговорност кој што значи буџети, заштита на брендот, да не отидеме у лоша насока и така натаму. Тоа обесхрабрува малку. Довербата, генерално довербата е единственото што би требало да го има клиентот за да и заедно на крајот на нештото стигнете до нешто малце поинтересно, поиновативно. Довербата, не довербата. Одговор. Океј, ни стигна уште прашање и во чат, гледаме едно и на Интерап, може да земеме уште две и да привршуваме.
Ајде бе, прочитай, не знам од Чисто на каде. интерапт имаме слично прашање како претходното, ова се однесува на просечна сума за маркетинг кампања во Македонија. Нема просечна сума. Во суштина, секогаш клиентите треба да споделат одреден маркетинг буџет кој што го имаат, нели, за промоција. И убаво би било кога се работи согласно некој буџет. Зошто? Заради тоа што кога некој ти вика, слушај, има волку пари за трошење, смисли ми кампања и дај ми решение за тоа, таа кампања како ќе потрошиш парите. На агенцијата и воопшто на креативниот тим му е многу полесно затоа што ќе размислува на кои канали. Ме разбирате, пошто каналите многу се разликуваат во однос на пари. Не толку дигиталните канали колку што ние традиционалните, тие се многу пари прашање. Така што треба маркетинг агенцијата да знае со каков буџет располага за да направи вистински комуникацијски микс. Така се кажува. Комуникацијски микс од работи од канали и материјали како ќе спроведе таа кампања. Значи просечна сума нема. Убаво би било да постои претходно утврден буџет и според тој буџет да се функционира. Невромаркетинг немам истражувано. Тоа е нешто кое што мислам дека допрва ќе следи. Немам истражувано колку е вклучен. Мислам дека веќе се развиваат такви апликации. Дали невромаркетинг немам искрено одговор на ова. Ali мислам дека допрва ќе се вклучува многу. Збориме за не збориме за ChatGPT, нели? Не? Да, може Ивана да ни претпоставам не. Не на кај AI, повеќе на кај невро. Така невромаркетинг, да. Да. Немам сознание за тоа, ама мислам дека колку што мислам не знам, немам одговор. Да не кружам. Океј, имаме прашање од Ана, што мислите за стартап, дали може нов бренд да успее преку стартап или тоа е само една слика што се пласира дека инвеститорите сакаат да вложат во нов бренд? Имам 17 години, имам учествувано на стартап, но не беше она како што замислував. Аха. А уште една првиот дел од прашањето? Дали може нов бренд да успее преку стартап или тоа е само една слика што сака што се пласира пред инвеститорите? Зошто да не може? Постои секоја идеја може да биде презентирана на еден или на друг начин, така? Тоа и до можеби идејата уште од старт не е добра. Значи тука има многу аспекти. Едниот е каква е идејата, а другиот е како е презентирана таа идеја. И секогаш да знаете дека најбитната работа, кој што тоа и за сите други без разлика на прашањето, секоја идеја може да биде и треба да биде објаснета во една реченица од максимум 10 збора. Тоа ја прави идејата добра. Тоа да го запамтите. А многу има аспекти кои што тука влегуваат за тоа зошто не успеала. Зошто го имаш тоа негативно искуство? Не можам да кажам затоа што не сум бил таму. Зошто да не може? Стартапот е приказна на почеток. Таа приказна треба да убедите дека таа приказна има цврста основа за некој да ви дае пари за вие да развивате таа приказна, така? Тоа значи дека таа стартап приказна можеби немала доволно цврста основа. Не можам, само ова се претпоставки, не сум бил таму. Океј. Дечки, овде би направил врапап 9:28. Само се вратам на Zoom, би ви заблагодарил уште еднаш на сите за присуството. Се надам дека научивте многу и ви беше од вредност. Сите кои што се пронајавте понатаму како сакате да продолжите во иднина како и кариера како маркетери, знае дека ја да не најдете на brainstart.co. Би му дал на Трајко да даде завршен збор. Да. Јас мојот завршен збор ќе го дадам со овој слайд. Значи, мене ми е стварно, навистина ми е многу битно прво да тие коментари во четот не значат најмногу, кој што викаат дека предавањето било јасно. Втора работа,
многу ми е драго дека бевте во толка број. Благодарам и на оние што ме знаат и на оние што не ме познаваат, да предаваш на луѓе и да ја добиеш нивната добрба за споделување на знаење, на вистина голема чест. Јас како инструктор во Бренстер можам да ви го кажам тоа со сигурност и затоа се уште го правам тоа, заради тоа што на вистина верувате од моја страна е многу е убаво чувството кога ќе има повратна енергија како што ми ја дававте вие во четот. И секако секогаш се цени отвореноста за нови знаења. Мојот совет до вас, без разлика, без да влијам на вашата одлука и така натаму, е дека секоја инвестиција во дополнително знаење е вредна. Јас се знам со дел од инструкторите и предавачите на Бренстер. Тоа се луѓе кои што се навистина способни и кои што навистина си ја знаат работата. И мислам дека се доста искусни за да имате вие што да влечете. И без разлика во што и да е, без разлика дали е Бренстер или така натаму, значи инвестирате во знаења во различни области. Секогаш ќе ви се врати, како кажам, 10 струк. Инвестирате во јазици, ме разбирате? Инвестирате во развивање на вашите вештини за да дознаете за што имате супер моќ. Тоа ми е поентата. Затоа што јас да не почнев да предам, немаше да знам дека, ќе речеме, еве, нескромно, дека колку толку сум окей. Еве, така ќе го кажем. Ме разбирате и дека се уште го правам тоа. Тоа ми дава верба да идам и понатаму. Откривајте ствари од себе заради тоа што има there's greatness in everyone. Тоа сакам да кажам. Да ги цитираме Најка. Уште еднаш фала ви многу. Навистина ми значи. Ке се надевам дека ќе имаме и во иднина можност пак да се видиме на други теми. Му препуштам на Вилијам да го затвори предавањето, отидов јас да си легнам и да се погушкам со керками, исто многу битен аспект од мојот живот, и се слушаме во некоја друга прилика. Фала ви уште еднаш, неизмерно многу. Фала ви на супер аутрото. Дечки, фала ви на сите за вниманието и се гледаме во следна прилика. Убав вечер. Чао, чао. Се најубаво.